Во владата во тек е средба на премиерот Мицковски со евроамбасадорот Михалис Рокас, која доаѓа по презентацијата на извештајот на Европската унија. Закажана е и заедничка пресконференција. Во владата е колегата Александар Спасовски. Го имаме во живо во овие вести. Александар, какви се најавите? Иван, со оглед на тоа дека се уште гледам овде колеги пред владиниот прес-центар, пресконференцијата на премиерот Мицковски и шефот на мисијата на Европската унија во Македонија Михалис Рокас се уште не е почната. На неа и претходи она средба која што беше најавена меѓу нив двајца за попладнево овде во владата. Според тоа веројатно средбата се уште е во тек, таа следи по објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Премиерот Мицковски веќе во два наврати имаше можност да го даде својот коментар. Практично и денеска предпладне, кога беше во теренска посета, го коментираше извештајот на Европската комисија. Од она што го кажа, може да се заклучи дека неговиот став е дека во извештајот во најголем дел од сегментите нема назадување, иако призна дека некаде има стагнација. Според него главен проблем за Македонија останува тоа што бугарите и натаму не се дел од македонскиот устав, зашто тој денеска на еден ироничен начин рече дека доколку ги ставевме бугарите во уставот, тогаш Европската унија ќе не оценеше со 5, но ние потоа повторно ќе добиевме вето. Имаме дел од изјавата на премиерот. Па видете, да ги направиме уставните измени, најдобри ќе видиме. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тогаш сигурно ќе добиеме 5 и ќе бидеме шампиони, фронтранери. Но од она кое што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување. Има стагнација во неколку области, знаеме сите, и тоа ние сите го зборуваме, тоа е владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата, и затоа нон-стоп зборувам дека се потребни промени во судскиот совет, во обвинителството и така натаму, и сега веќе по завршувањето на изборите многу посериозно ќе се занимаваме со таа тема. Додека пак во сите други области има одреден мал напредок или значителен напредок, така што јас генерално можам да го оценам како добар. Иван, би додал уште дека премиерот констатираше дека освен Црнагора сите останати кандидати за членство во Европската унија кои што се дел од овој регион имаат послаби остварувања од Македонија, како што кажа и Албанија, и Србија, и Косово, и сите останати земји имаат далеку помалку реформи спроведени од Македонија, но останува, како што рече и тој впечатокот, дека клучен проблем за земјава се уставните измени. Иван, ние ќе се вратиме на пресконференцијата на премиерот Мицковски, доколку има простор, доколку таа почне во текот на овие вести, ќе побарам и ново вклучување. Александар Спасовски, благодарам за ова вклучување во живо од владата.